Информациите стигнуваат до вас. 40 години од село во село, од куќа на куќа, со тефтер во рака и стар диктафон. Го научил пулсот на народот, душата на струмица и собрал преку 60.000 народни творби. Иван Котев е тивок човек, не го знаете како личност од медиумите. Токму затоа Канал 5 следните 3 минути ги остави за неговото животно дело. Културното наследство на Македонија, а особено на Струмичко. Тоа се навистина бисери во кои што се крие нашата национална бит, нашето национално суштество, така да кажам, нашата свест национална, нашето знаење национално. Поговорките се избрусан камен. Тоа е цела приказна, цел еден живот може да биде внесен во една поговорка. Се сеќава на секоја народна пејачка, колку песни му кажала, кога и каде. За поголем дел од песните има и мелодија запишано, зашто за него е битна автентичноста на песната. Кога јас во почетокот снимав песни, кога ми пееше бабата Марија Манева, сега покојна, една жена со изворедни интелектуални способности, а не писмена. Значи таа знаеше илјадници песни. Еве мојата мајка, например, исто многу песни. 30.000 поговорки распоредени по содржина за љубовта, за сиромаштијата, за среќата. Така темелно ги собира и обработува, но за издавање нема пари. Општината се согласила да го финансира печатењето, но поради ограничени средства ќе мора да се скрати бројот на страните. Приказните уште не сум ги не почнал да ги обработвам сите, имам во компјутерот до 200 страни кои што ќе чекам да ги сакам просто чезнам, копнеам да ги видам меѓу двете корици, меѓу издадени, а за тоа нема средства и нема баш големо разбирање од институциите, така да дали ќе доживеам да ги видам издадени, јас просто веќе се сомневам. Многу труд и посветеност, но најмногу од се љубов и истрајност е потребно за да се занимава со толку благородна работа. Во неа нема голема заработка и вртоглава слава, но затоа собирањето народни творби е подарок за човештвото. Сепак сметам дека тоа ќе бидеме во добивка, затоа што нашата култура, македонската воопшто, која што е во врвот на светската културна баштина. Тоа може да го потврдам, бидејќи нашиот фолклор е еден огромен извор од кој што се уште има непоматени работи. Треба да се истраже. Инспирација за Иван била најпрво мајка му, а потоа целото општествено обкружување. Денес мирот и енергијата ги црпи и од своето најголемо богатство – личната библиотека со околу 6000 наслови. Од Струмичкиот крај до сега нема објавено ни еден зборник, ни на песни, ни на приказни, ни на други жанри. Во другите, да кажам, региони се објавија Институт за фолклор врши истражување, се објавија на регионални зборници на фолклорот, на етнологите и така натаму. За Струмичко не можеа да најдат пари, што го имаше материјалот остана. Неговиот пријател, писателот Киро Донев, за него ќе напише: додека јас по светот горе-долу лопотев, втор Цепенков стана, другар ми Иван Котев. Овој Цепенков допрва ќе откриваме што се направил за нас.